Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Васил Јованов призна вина за прегазувањето на Фросина Кулакова. Семејството бара највисока казна. Судот ќе покаже дека правдата има душа. Пресудата ќе се соопшти на 13 мај. Како на филм, извршил убиство во Штип, па во бегство излетал од патот кај Миладиновци. Уапсен исторителот и уште 4 турски државјани. Герила акција во центарот на Скопје. Кочанчанец се врза со селотеип на градскиот плоштад. Побара помош за повредените од трагедијата. На мене ми се гина 5 другари. 5 другари ми на мене се гина. Владините мерки истекоа, цените на овошјето и на зеленчукот скокнаа во пресред на летото. Што сум видел 100-500 денени, сега ми треба 1500. Капета. Се е поскапа. 80 години од победата над фашизмот. Европа со пораки за мир. Свечаност и во Скопје. Ова место за нас е ништо помалку од свето место. Масовна воена парада во Москва. Васил Јованов на денешното прво ручиште призна вина за сообраќајната несреќа во која загина Фросина Кулакова. Во осудницата присутни беа родителите и сестрата на Фросина, кои побараа максимална казна, како и родителите на обвинетиот Васил. Пресудата ќе биде соопштена на 13 мај. Деталите од Михајло Видимилиски. 21-годишниот Васил Јованов призна вина, се извини и изрази кајање со наведната глава и не гледајќи ги во очи родителите и најблиските на 22-годишната Фросина Кулакова, која смртно ја прегази на Партизанска. Судењето за случајот заврши во еднорочиште, со оглед дека тој призна вина. Носам голема грижа на совест за тоа што го сторив. Нема ден да не се помолувам за душата на Фросина и за здравието на нејзиното семејство. Ова ќе ме прогонува до крајот на мојот живот. Уште еднаш да им изразам најдлабоко сочувство и да им се извинам. Обвинителот Александар Марковски претходно рече дека сообраќајката е последица на низа сообраќајни пропусти и затоа возачот се гони за најтешката квалификација на кривичното дело. Семејството на Фросина побара највисока казна. Судот ќе покаже дека правдата има душа, дека законите има душа и правдата има лице, и дека животот на Фросинче нема да заврши во празнина. Кого го штити овој закон? Жртвите и оштетените или обвинетите и виновниците? Тотално нелогично и пак ќе се повторам, ова е пример за неверојатно, екстремно нечовечен закон со што директно се побиваат сите основи и причини воопшто за постоење на правото како наука, дисциплина и сите институции кои се дел и произлегуваат од истото. Според одбраната на Јованов, која презентираше и снимка во судница од местото на несреќата, судот треба да го земе предвид неговото кајање и тоа дека не избегал, но и психијатриското вештачење, според кое чувството на вина било изразено. За застапникот на семејството, највисоката казна согласно закон би била единствено праведна. Да оставиме институциите да си ги донесат пресудите и да донесат одлука врз основа на законот. Не врз основа на талионското начело око за око, зап на зап, тоа што некој сака. Смртна последица сама по себе е страшна работа, но треба да се индивидуализира и да се цени секој потез во врска со изрекувањето на казната. Со намера да ублажат казната, сите сме свесни дека обвинетиот Васил даде признание, едно голо признание. При овој громорозен чин, сите знаеме на кој начин се случи настанот во кој загина младата Фросина Кулакова. И од таа причина ние побаравме од судот, согласно законот, предвидената да се изрече највисоката предвидена санкција. Обвинителството утврди дека Јованов немал возачка дозвола, возел под дејство на алкохол со брзина од 91 км на час. Поминал на црвено светло и удрил во Фросина Кулакова која поминувала на пешачкиот премин. Васил Јованов се товари за кривично дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, за кој е предвидена затворска казна до 20 години. Пресудата ќе биде изречена во вторник на 13 мај.
По неколку часовно бегство, полицијата доцна синоќа го апси странскиот државјанин кој изврши убиство во Штип. Претходно тој се обидел и насила да побегне кај наплатната рампа Миладиновци, каде останал неговиот автомобил. Заедно со него апсени се уште 4 лица кои, како што соопшти МВР, му помагале во делото. Повеќе од прилогот на Маја Стојановска. Како на филм, 21 годишникот од Турција, кој синоќа со неколку куршуми во полно кафуле во центарот на Штип застрела 25 годишен сограѓанин со БМВ со голема брзина се упатил кон Скопје, но успел да стигне само до наплатната рампа Миладиновци, каде што бил уапсен. Со осомничениот во возилото имало уште 4 лица од Турција, кои исто така се уапсени и се сомничат дека му помагале при бегството. Според она што може да се забележи на самото место, возачот најверојатно изгубил контрола и со возилото излетал од патот, притоа удирајќи и пробивајќи го патоказниот знак до автопатот. Ова автомобилот со кој што осомничениот за убиството се обидувал да побегне, заедно со уште 4. Тој се наоѓа на околу 100 метри од наплатната рампа кај Миладиновци, но еден час по пукањето во локалот во Штип, полицијата ги наоѓа и ги апси токму овде. Според неофицијалните информации, откако првично не застанал на наредбите од полицијата, било и пукано во обид да го сопрат. Освен осомничениот, од обвинителството соопштија дека пронајдени и пиштолот од кој е пукано, а од лице место обезбедени се доказите и видеоснимките, кои што синоќа се најдоа на социјалните мрежи. На наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. 25 годишникот од Турција, кој беше застрелан околу 21 часот и 30 минути. Набрзо потоа починал и покрај обидите да биде реанимиран. Од клиничката болница во Штип потврдија дека пациентот кај нив бил донесен со возило на итна помош, но без знаци на живот, и во 22 часот и 10 минути била прогласена смрт, пошто неговото тело е предадено на обдукција. Осомничениот во земјава пристигнал еден ден пред убиството, за кое мотивите се уште не се познати, но се шпекулира дека се меѓусебни расправи или нарачано убиство. Убиениот во земјава бил пријавен како студент, а според информации од полицијата имал неколку пријави за поседување наркотици. Убиствата во Македонија стана секојдневие, обвинуваат од опозицијската СДСМ, откаде што бараат одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Како е возможно млад турски државјанин да поседува пиштол? Чие е возилото со кое бегал и пукал дури на патарина? Кој го дозволил ова безредие или најточно кажано, кој ја дозволил ова анархија? Почитувани, општ хаос се случува по македонските улици. Нема ден, а да нема убиство. Тепачка, граѓаните стравуваат за својата безбедност. Не е сигурно ниту на улица, ниту во кафе-бар, па не е сигурно ниту дома. Министре Тошковски, уште колку убиства е потребно да се случат за да ви проработи совеста и да преземете одговорност? А реагира од ВМРО ДПМН. Од таму велат, СДСМ за време на 7-годишното владење државата ја претворија во пашалак на мафијата и слободна зона за светските криминалци и наркобосови. Дел од највисокото раководство на СДСМ, почнувајќи од поранишниот нивен председател на државата Стево Пендаровски, можат да се видат на заеднички фотографии со членови и лидери на криминални банди и кланови. Оливер Спасовски, како најдолгогодишен министер за внатрешни работи, наместо да го гони криминалот, додели македонски пасоши на 215 белосветски криминалци, велат меѓу другото од ВМРО ДПМН. Почна најмасовната акција за чистење отпад. На 20.000 волонтери 3 дена ќе работат на 500 критични локации. Генералка викенд треба да прерасне во генералка 365 дена.
Млад маж се залепи со самолеплива лента за бандера во близина на фонтаната на плоштадот по Скопје во знак на поддршка за настраданите и повредените од пожарот во Кочани. Подоцна се дозна дека станува збор за герила акција организирана од иницијативата Сапорт Кочани, која имала за цел да потсети за трагедијата во дискотеката Пулс. Според лицето, дел од повредените кои се вратиле назад по лекувањето во болница останале со тешки повреди и побара да им се помогне. Порача дека жителите на овој град не се чувствуваат добро и повика на разбирање. Во пожарот, како што кажа, му загинале 5 другари. На мене ми загинаа 5 другари. 5 другари ми на мене загинаа. И некои ми питат, нема ли да те биде срам што ќе бидеш врзан? Јас сам секако духовно сум врзан. Од главните луѓе на оваа држава. Они си знаат кои се. Луѓето што ја водат оваа држава. Луѓето што диктират како да се прави и што да се прави оваа држава. Очекувавме дека овај настан ќе ги потресе и дека нешто ќе направат за Кочани. Затоа што тај град 30 години живее уцрнило. Министерот за здравство Арбен Таравари идната недела на нова средба со премиерот Мицкоски. Тврди дека нема да ја промени одлуката за самостоен настап на локалните избори. За останатите лидери од Вреди пак прашањето за функционирањето на Таравари во владата е затворено. Јана Јосиповска. Ке му биде ли следната средба со премиерот Мицкоски и последна на Арбен Таравари како министер во владата? Тој денеска на средба со новинари потврди дека нов состанок ќе има најверојатно уште во понеделник, но повтори дека нема да ја промени одлуката за самостоен настап на Алијанса за албанците на локалните избори, дури и по цена да треба да ја напушти владата. Подобро ми е да имам 5 градоначалнички места отколку 2 министерски. Очекувам следната недела да имаме уште една средба со премиерот Мицкоски за отворените прашања, но останувам на ставот за своите советнички листи на локалните избори. Клучната дилема е како евентуалното излегување на Таравари од власта ќе се одрази врз парламентарното мнозинство и позицијата на пратеничката група. Неговите 5 пратеници од Алијанса тврдат дека му остануваат лојални нему и нивното расположение не се променило. Пратеникот Халил Снопча, кој се уште се води како координатор на пратеничката група на Влен, за Канал 5 изјави дека пратениците од крилото на Таравари ја поддржуваат секоја одлука што консензуално ќе ја донесе централното претседателство на партијата. Во овој момент ние имаме одлука само за самостоен настап за советничките листи. Оваа одлука веќе е поддржана и од страна на пратениците. Секоја одлука за градоначалниците убеден сум дека повторно ќе застанеме консензуално без оглед на личните мислења. По првата средба на Мицкоски и Таравари, од владата кажаа дека конечната одлука ќе биде донесена до крајот на месецот, а директорот на СОЗР и член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН Ивица Томовски во вчерашното само интервју беше дециден дека Таравари може да остане во владата единствено ако во овој период се врати во коалицијата Вреди. Доколку тоа не биде случај, тој не може да смета ниту на поддршка од ВМРО-ДПМН за локалните избори, кажа Томовски, бидејќи тие ќе ги поддржат кандидатите на Вреди. Тој ја исклучи можноста за предвремени избори заедно со локалните на есен. Би остал простор, ево, од тој месец дена кој што им е доделен, просторот да можат да се договорат, ако се договорат да остане дел од владата, доколку сака да игра на 2 карти, односно да игра на локални избори, дел со ДУИ или со било која друга политичка опозициона партија, а да остане во влада, нема таков простор, вратите ќе му бидат од влада затворени. Доколку напушти на по овие гледишта кои што ги гледаме сега, значи вие ќе застанете зад кандидатите на Вреди? Апсолутно. Во доминантно албанските средини. Да. За останатите лидери од Вреди пак прашањето за функционирањето на Таравари во владата е затворено. Билјалка Сами вчера изјави дека Таравари ќе биде министер уште неколку дена, а во владата нема место за оние кои соработуваат со ДУИ. Според Касами, премиерот Мицкоски имал разбирање за ваквата нивна позиција и како што кажа, во следниве денови очекува да бидат преземени конкретни чекори во овој правец. Во Македонија се одбележува 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Делегации на владата, собранието и сојузот на борци положија свежо цвеќе на споменобележјата на партизанските гробишта во Бутел. Пораките од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бројни државно-владини делегации, како и од Сојузот на борците, но и бројни дипломати, положија свежо цвеќе и оддадоа почит на споменобележјето на партизанските гробишта во Бутел во Скопје, по повод одбележувањето на Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот.
Министерот за одбрана Владо Мисајловски во своето обраќање ја истакна пожртвуваноста на борците за слободна и независна Македонија, порачувајќи дека нивната жртва не е само запишана во историските книги, туку е дел од нашиот идентитет. Европа мора да биде силна и единствена. Македонските граѓани не бараат скратени патишта и протекционизам за членство, туку бараат фер пристап и можност, изјави Мисајловски. Ова место за нас е ништо помалку од свето место, зашто тука даваме почит на оние кои помогнаа да се стават крај на ужасите од Втората светска војна. Барам она што е впишано во суштината на Европската унија да биде едно единствено мерило за нашата подготвеност да бидеме дел од ова големо семејство. Нека овие вечни почивалишта не бидат само тивко сведоштво на минатото, туку жив подсетник на иднината која тие ни ја овозможија. Иднина што ние сме подготвени да ја оствариме како рамноправна членка на Европската унија. 9 мај е ден на длабока символика, победата над фашизмот, но и раѓањето на идејата за обединета и мирна Европа, порача во своето обраќање министерот за европски прашања Муртазани. Како министер за европски прашања, сакам да порачам. Нашата европска иднина не е декларација, таа е одлука. Таа е избор за сојуз што не обединува околу мирот, слободата, но и правдата. Европа не е само географски, туку таа е и морален простор, создаден токму поради жртвите како што се хероите на кои денес им положуваме цвеќе. За Македонија денот на Европа не е само символика, тоа е и поттик за уште посилна посветеност кон европските вредности, реформи и напредок, вели во честитката по повод 9 мај премиерот Мицкоски. Победата над фашизмот, вели тој, беше резултат и на блескавата саможртва на илјадници македонски партизани, кои своите животи ги положија за денешната слобода и беа наследници на Илиндинскиот пламен за Македонија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на покана на украинскиот министер Андрий Сибиха и високата представничка на Европската унија Каја Калас престојуваше во еднодневна посета на Лавов, каде што учествуваше на министерскиот состанок за формирање на специјалниот трибунал за злосторството, агресија против Украина и на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на Европската унија, соопшти од македонското МНР. Оттаму вела дека Муцунски бил единствениот министер од Западен Балкан присутен на настаните и додаваат дека на состаноците била потврдена поддршката за Украина, незиниот суверенитет и територијален интегритет, како и за иницијативата за воспоставување правна одговорност за актите на агресија. Министерот Муцунски ја реафирмираше принципиелната поддршка на нашата држава, повикувајќи на итен и безусловен прекин на огнот од страна на Русија и на заеднички ангажман за постигнување праведен и одржлив мир, велат од Министерството за надворешни работи. Цените на овошјето скокнаа во пресред на летото. По завршување на владините мерки, трговците првите неколку дена беа воздржани, но во изминативе 2 дена може да се забележи дека има драстично поскапување на одредени производи. На социјалните мрежи изминатите неколку дена се споделуваат дури и фотографии од цреши кои се продаваат за над 1000 денари. Сандра Спасовска. На рафтовите во маркетите почнаа да се поставуваат нови цени на основните прехранбени и непрехранбени производи. По завршувањето на владините мерки, трговците првите неколку дена беа воздржани, но во изминативе 2 дена може да се забележи дека има драстично поскапување на одредени производи. Сирењето, кашкавалот, кои со мерките имаат цени од околу 500 денари за килограм, сега се продаваат и за над 650 денари. Дел од детската козметика, која до пред неколку дена се продаваше по цени од 100 до 150 денари, сега е со нови повисоки цени за повеќе од 80% и достигнуваат и до 300 денари. Слична е состојбата и кај дел од останатите хигиенски производи, како сапуни, средства за лична хигиена, тоалетна хартија. Од Пазарен за Канал 5 велат инспекторите на ДПС на терен се врши мониторинг, а анализата која ќе ја прават цел месец треба да покаже како се движат цените и дали ќе има нови мерки или не. Според нивните првични информации, цените на основните десетина прехранбени производи како лебот, млекото, јајцата, брашното, маслото и јогуртот за сега се стабилни. На повисоките цени се пожалија и граѓаните. Јас идам сега, што сум идал 100-500 денари, сега ми требаат 1500 да ги купам истите работи. Капето е покачено, видов ја денеска. Капето. Се е поскапано. Ние треба да се удривиме на производство. Значи да имаме собствено производство, да бидеме само одржливи и
Тоа е решението. Ништо поразлична не е состојбата со цените ниту кај овошјето и зеленчукот. На социјалните мрежи се споделуваат фотографии на кои може да се види дека килограм цреши се продаваат по цена од 1300 динари, а граѓаните се жалат и на високите цени на зеленчукот. Велат единствено во моментов намалена е цената на краставиците, кои се продаваат за 50 динари за килограм. 150 динари патлиш, кај го има тоа? Кај го има тоа? Нема, пиперките, видите, 80 динари, компирот. Што е скапи пазар скапо, ама се тоа е тоа. Кој има ќе купи, кој нема не. Како што не плаќат данок, не плаќат ништо на тезги, значи цените се ненормални. Министерот за економија Бесар Дурмиши вчера најави дека ако има поскапување поголемо од 15%, тогаш тие ќе предложат поригорозни мерки. Според последните податоци на Заводот за статистика, во април 2025, споредбено со истиот месец минатата година, инфлацијата бележи зголемување од 2,6%, а индексот на цени на мало од 2,7%. Министрите за внатрешни работи Панче Тошковски и Ивица Дачич во Белград подпишаа договор меѓу владите на Македонија и Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце Прешево, кој треба да овозможи имплементација на вистински one-stop систем со цел побрз транспорт на луѓе, повеќе трговија, туризам и пријателство меѓу двете држави. Тошковски нагласи дека продолжува и понатаму одличната соработка со српската полиција во борба против сите видови криминал. И во текот на оваа летна сезона ќе продолжи проектот за размена на полициски службеници на Србија во Охрид и македонски полициски службеници на настани кои што ќе се одржуваат во Србија. Министерот за внатрешни работи Ивица Дачич потенцираше дека целта на овој договор е можност уште повеќе да им се помогне на граѓаните полесно да ги преминуваат граничните премини. За дупло би требало да се забрза трансферот на луѓе на нашиот граничен премин. По ратификација на договорот во нашите две собранија ќе можеме да започнеме со тест фазата на истиот од аспект на техничко решение кое што го имаме и се надеваме дека пред почетокот на летната сезона ќе можеме да и официјално го ставиме во функција и го забрзаме протокот на луѓе. Mi smo sada potpisali sporazum između dve vlade o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni drumski saobraćaj Preševo i Tabanovce, gde uspostavljamo novi poslovni proces rada koji ima za cilj pojednostavljenje kompletne procedure obavljanja granične provere, tako što bi policijski službenici zemlje domaćina bili ovlašćeni da, pored ulazne granične kontrole svoje zemlje, obavljaju i izlaznu graničnu kontrolu susedne zemlje. Со очистење на околината на Скопскиот аквадукт, во кое се вклучија 200 волонтери, денеска официјално почнува екоакцијата Генералка Викенд. Во рамките на акцијата, чија цел е подигнување на свеста за значењето и заштитата на животната средина, од денеска до недела над 20.000 волонтери ќе чистат на повеќе од 500 локации во сите општини ширум земјава. Здравко Димитров со деталите за акцијата. Со ракавици и вреки за смет, голем број волонтери денеска ја почнаа тридневната акција за чистење на државата. Во Скопје таа стартуваше во околината на прекрасниот аквадукт, кој наместо туристичка и историска атракција е претворен во дива депонија. Поради волонтерите овој простор барем денеска не изгледаше тажно. Акцијата ја отвори претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која освен пораките за важноста зошто треба државата да е чиста, даде и една идеја. Јас предлагам следниот пат да тргнеме од дворот на Собранието. Сте виделе како изгледа дворот на Собранието? Дури многу пати сум велела дека состојбата на културата се гледа по жардинерите пред Министерството за култура. Не сум ги видела одамна, иако е во моето мало, ама тоа треба да бидат цвеќиња. По изјавата претседателката зема активно учество во акцијата. Речиси еден час работеше на локацијата заедно со другите кои се приклучија. На некои места беше толку валкано што мораше да се вклучи и тешката механизација.
Тука беа и повеќе министри и градоначалници кои испратија пораки за тоа зошто толку е важно да се чисти. Ваквите акции во кои сите заеднички покажуваме иницијатива, волја и подготвеност за соработка треба да бидат дел од нашето секојдневие. На отпадот не му е место на улица или во природата. Сите ние имаме одговорност да создаваме еколошки едуцирани генерации, со што ќе ги намалиме предизвиците со кои тие во иднина ќе се соочат. Мене ми е искрено жал што ова е една од позначајните локации културни во градот Скопје е во ваква состојба и се надевам дека наредната година во сосема ново руво овде како што доликува ќе можеме да го посетуваме. Македонија во наредните 3 дена ќе се чисти во тоа што е опишено како најголемата еколошка акција на Балканот досега. Над 20.000 волонтери ќе работат на 500 критични локации. Инаку Македонија е позната како убедливо највалканата држава во Европа каде што во огромен дел од земјава нема регулирано управување со отпад, а тоа во комбинација со екстремно ниската еколошка свест резултира со неброени диви депонии кои се наоѓаат дури и во националните паркови. Како едно од решенијата на ваквата веќе неиздржлива ситуација е изградба на нови современи регионални депонии, какви што има во сите нормални земји. Мислам дека е време да сватиме дека генералка викенд треба да прерасне во генералка 365 дена. Ги завршуваме вестите, останете на Канал 5, следува Самопистина, вечерва со Ивана Стојановска и незините гостинки. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!